Откажани се новогодишните забави во неколку градови низ земјава кои традиционално се организирани од локалната самоуправа. За сега е сигурно дека дочек на најлудата ноќ нема да има во Скопје, Велес, Битола, Куманово, Кичево. Парите сите најавуваат дека ќе ги пренаменат за хуманитарни цели. Ваквите одлуки дојдоа по иницијатива на граѓани на социјалните мрежи, но откако беа донесени предизвикаа поделени мислења. И додека едни сметаат дека е добро да не се трошат пари за забава, други се убедени дека ваквиот начин не е вистинскиот за помош на сиромашните. Најмногу реакции на социјалните мрежи и во јавноста има за откажаната скопска забава, каде што како главни музички звезди беа најавувани Каролина Гочева, Миле Кузмановски и Слаткар. Од град Скопје информираа дека Советот донел одлука 2 милиони денари, колку што биле предвидени за прославата, да бидат донирани на оние кои им е најпотребно. Ова стигнаа најави за можни тужби од изведувачите, но тоа веднаш беше демантирано. Каролина Гочева на својот Facebook профил се огради дека сака да влезе во некакви правни раздешници со градот Скопје за откажувањето на новогодишната прослава. Со официјално соопштение се огласија и од Аволон која застапува Гочева. Вела дека доколку сите инволвирани во проектот сметаа дека не треба да бидат обештетени, Аволон продукција нема да го тужи град Скопје. Но тие сепак сметаа дека со откажувањето на прославата се прави историски преседан и се понижуваат македонските артисти. Неколку години поред во Скопје се организираат две новогодишни забави, едната на плоштадот Македонија од град Скопје, а другата од општина Центар на сквер Јадран. Од Центар најавуваа и годинава дека на програмата ќе имаат неколку екс-ю бендови кои ќе настапуваат на 31